Често знаеме во Македонија наутро да го испромовираме сето она што е добро и квалитетно и го заслужува вниманието на медиумската јавност. Верувам дека голем дел од вас знаат за мисијата на Сдруженијето Единствена Македонија, под мотото Велодарност, патуваат низ главниот град, патуваат низ градовите во нашата земја и им помагаат на социјално загрозените семејства. Имаат голем број активности наредниот период, за сето оно што тие го работат, ќе ни каже нашиот гост. Велам добро утро за Марио Шаревски. Добре дојдовте. Добро утро, добро најдов и поздрав сите ваши гледачи низ цела Македонија. Пролетта бевте сконцентрирани во главниот град, каде што на велосипеди носевте хуманитарна помош до социјално загрозените семејства. Високите температури летово одлучивте да го искористите за да прошетате малку надвор од границите на Скопје. Бевте во Охрид, чинам, на кои други места, каде се доставивте хуманитарна помош? Кои семејства се изредуваа? Вака најпрво, значи, бидејќи нели летниот период е полн со горештини и со можности за шетање низ Македонија. Ние сите наши шетања, како што велиме во Македонија, ги поврзуваме и со подарување и тие наши добротворни акции. Па така овој пат во соработка со лекарата Здравје Радо во Скопје на почетокот на јули имаше една промотивна кампања наречена Здравје во твоите раце, каде што беа обезбедени 5 велосипеди за семејствата кои што ги посетивме и им беа подарени, а потоа на почетокот на август таа акција продолжи и во Охрид, каде што на 3 многодетни семејства од Охрид, значи 3 семејства вкупно 11 дечиња, им беа подарени 3 нови велосипеди. Во меѓувреме исто така при нашите прошетки во Мариово, ги посетивме врвот висока населачка планина каде што има ископинот античкиот град Пелагонија, угробницата во Бонча посетивме и тука на децата во весел исто така им оставивме училиштен прибор и тетрадки, чоколади и сите нешто што ги радуваат децата. Нали, неколку пати ја снимавме и прилози со вас, со сето оно што вие го работите. Ни кажавте дека веднаш по објавувањето на прилозите многу граѓани ве контактирале за помош за одредени социјално загрозени семејства. Како дојдовте до контакт со овие семејства во Охрид на кои што им доставивте помош? Па благодарение на можности медиумската подршка што имаме со вас, многу луѓе дознаваат за нас и ние за брзо време стекнахме многу познатство низ Македонија, меѓу другото и во Охрид, и преку наши пријатели што ги имаме таму кои што живеат во Охрид и во околината на Охрид, дознавме се, поврзавме со луѓе кои што ги познаваат овие семејства и така ги најдовме овие, речем, 3 социјално загрозени многодетни семејства и баш така ги одбравме тие да ги добијат велосипедите на подарок. Акцијата Велодарност не запира тука и периодов ќе бидете многу активни, каде ќе носите помош? Па вака, значи како што може би знаеле од јавноста, ние од македонци кои што живеат и работат во Виена, чии деца посетуваат настава таму, имаме фонд собрано за училиштен прибор за многодетните за социјално загрозени семејства и во соработка со наши пријатели, извидници кои исто така собира играчки и училиштен материјал на почетокот на училишната година која што започна токму денес. Ќе започнеме овој месец, ќе посетиме во Скопје неколку социјално загрозени семејства, мислам во населбата Ѓорче Петров, во Припор, во неколку скопски села. Само треба да се договориме да го утврдиме точниот датум и ќе објавиме овој месец ќе видиме тука во околината на Скопје ќе ставиме посебен нагласок на почетокот на училишната година на децата да им се обезбедат повеќе училишни помага. Ни донесе некои фотографии, ајде да ги скоментираме, каде се? Ова е од Мариово на подврвот висока населачка планина, ги видовте пред тоа шаторите. Ова се ископините на античко-македонскиот град Пелагонија, кој што е откриен во 2004 година. Околу 100 години археолозите спореле и истражувале каде се наоѓа неговата местоположба и сосема е откриено сосема случајно пред 10 години. А ова е од Крушево, нашиот и линденски велосипедски поход од Скопје дводневен што го направивме во чест на Илинден. Кога сме кај патувањата, мора да напоменеме дека Единствена Македонија својата работа ја започна како здружение чија цел е да истражува Македонија, нашите помалку познати места. Така некако се надоврза и акцијата Велодарност. И сега кога сме кај откривањето на убавините на Македонија, мора да напоменеме дека нешто со што вие се гордеете е книгата која што во моментов ја печати здруженијето. Тоа е дело кое што веќе постоело, дело на Ѓорче Петров, со наслов материјали за изучувањето на Македонија. Постоело некаде како еден примерок, но вие одлучувате да го умножите за да го има и да може да се прочита. Токму така како што најавено утринско гостување во живо во вашата емисија во април,
Значи сега конечно е во печат таа книга, книгата издадена 1896 година, значи пред 119 години. Така. Значи наскоро ќе прави јубилејот 120 години. И на 735 страници содржи детални описи на Македонија, значи планините, реките, патиштата, селата, градовите, стопанисувањето, економијата, трговијата, значи начинот на живот во тој период. И сосема случајно ние дојдовме до единствени, односно два примероци со Македонија, едната е во Македонската академија на науките и уметностите, и се решивме да го преведеме и уредиме на современ македонски јазик и да го испечатиме и да го издадеме со нели во некомерцијални цели и да го подаруваме на значи училиштата, библиотеките, планинарските доми во Македонија, за да му се врати првичната употребна вредност на тоа дело, односно луѓето кога одат, шетаат и уживаат во Македонија, која што велам јас, и ја истражуваат Македонија да се користат токму со таа книга, бидејќи има навистина многу интересни записи кои што кога се оди на лице место низ темата Македонија се навистина вреди и се занимливи да се прочитаат. Веројатно меѓу првите кои што ќе имаат можност да ја прочитаат книгата се учениците, бидејќи ќе ја промовирате во училиштата во Скопје само или? Не, низ цела Македонија, значи ние каде што шетаме, се како што имаше на слика на Пелистер, оставивме баш за пелистерски точи за езерата на Пелистер една книга во Планинарскиот дом, така и оваа книга ќе оставаме на секаде каде што шетаме во Македонија, меѓутоа почнувајќи од денес, ние пролетва на еден конкурс на градот Скопје, ни беше одобрен проектот наречен Младите историјата на Скопје. Па така, бидејќи во оваа книга има околу 50 на страници описи за Скопје од тоа време, ќе има како во неколку средни училишта во градот Скопје, ќе има како мали предавања по историја на основа на записите од оваа книга на Ѓорче Петров. И потоа ќе има како мал надпревар, каде што ќе бидат доделени, да кажам, вредни награди кои ги обезбедивме и ги набавивме летово за младите средношколци кои навистина мислам ќе им се допаднат и ќе им бидат од корист. Ќе бидеме во тек и ќе информираме за сето она, за сето она што ќе се случува, меѓутоа сакам исто така да информираме за тоа што ќе се случува со вас наредниот период, каде ќе патувате? Се уште имаме високи температури, можност некаде да се избега за викенд, да им предложиме или на нашите гледачи каде да отпатуваат во овие топли денови? Да, вака, значи секако не сите наши шетања ќе имате добротворен дел, односно ќе има дел Македонирај. Сега на почетокот на месецот, по повод денот на независноста на Македонија, ќе има искачување на највисокиот врв во Македонија голем кораб, има и ние ќе одиме со шатер, меѓутоа има еднодневни искачувања, потоа ќе имаме мала прослава и забава по повод на денот на независноста, па потоа со бесплатниот железнички превоз ќе одиме до манастирот Зрз и пештерата Змејовица, кој се наоѓа на планината Даутица, ќе имаме и таму дводневна прошетка, ќе посетиме повеќе села. Потоа ќе одиме на Солунска глава на забавата на Бегово поле, меѓутоа ние ќе одиме една група од велешката страна од Чеплес, ќе посетиме Салаковите езери, ќе одиме во домот Караџица. А исто така во септември има, таа ја користам прилика на гледачите да им укажам, може на нашиот профил да видат има споделено, има велосипедска прошетка низ културното наследство на Струмичкото поле на 13 септември. Таму ќе има две рути, посета на многу места и знаменитости во Струмичко, може да се пријават и таму да дадат со велосипеди. И секако меѓу другото ние ќе имаме постојани дневни прошетки кои што ќе бидат објавувани, на кои што ќе можат да доаѓаат и да ни се приклучуваат луѓе. И оно што треба да напоминеме за сите гледачи кои што досега можеби не знаеа за акцијата во Дарнас, како може да дојдат во контакт со вас? Верувам дека има многу луѓе кои што знаат за семејства на кои што им е потребна помош. Вака, значи, знаејќи го големиот интерес и се поголемиот број на контакти со луѓе што ги остваруваат со нас, значи покрај нашата Facebook страница ние сме во моментов, бидејќи планираме да делуваме на повеќе различни домени во придонесот кон Македонија. Во моментов изработуваме и веб страница на Единствена Македонија, која многу скоро за неколку 2-3 недели ќе биде готова. А дотогаш? А дотогаш на Facebook страницата на Единствена Македонија може да се информираат постојано. Нашите лични профили таму објавуваме често, мојот Марио Шаревски, на нашите пријатели, таму се сите. И на нашата Facebook страницата е Единствена Македонија кирилица со споени се двете букви, ќе видат таму има доста слики, доста известувања на дневна основа, така што може таму да видат. И да не заборавам, за тоа ќе бидат известени секако сите ваши гледачи и посетители, бидејќи овој месец се прават измиците кои се неизбежен дел од македонското битисување и постоење. Планираме за месец да направиме како две мали настани, едниот ќе биде Гроздобер, требаше да биде во Кавадаречко, но најверојатно ќе биде тука во Скопско, еден наш пријател.
на кои ќе може да бидат поканети луѓе да научат да видат како се бере грозје, како е целата таа работа и ќе имаме една мала како манифестација наречена Ајвар и ја да М со цртичка М, каде што ќе се подготви, ќе се вкусува ајвар, нешто што е во суштината на нашиот македонски бит. Не, ово е повеќе остави простор за наредно гостување. Секако. Благодарам за денешното гостување во Македонија на. Благодарам и на вас. Минута по 8 часот време за вториот блок вести.